Молк од зоолошката градина. И еден ден откако беше објавена скандалозната информација дека волци успеале да излезат од живеалиштата и да тргнат во неколку часовен крвав пир, усмртувајќи неколку кенгури и ему птици. Директорката Катерина Костова не одговара ниту на телефонските повици, ниту на пораките, па останува нејасно што точно се случило. Само неколку часа биле доволни. Бегството на белите волци да резултира со неколку угинати животни овде во зоолошката градина. Па тука се поставува прашањето: колку се безбедни самите посетители, доколку диво животно може лесно да избега од своето живеалиште. Од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди бараат темелна истрага за тоа како дошло до самото бегство, но и одговорност за усмртувањето на животните. Според Сдруженијето, безбедноста не смее да се темели на импровизација и среќа, туку на соодветна заштита и редовен надзор. Како можеме ние утре да гарантираме дека некои од граѓаните или децата нема да бидат жртви на побегнати волци? Мислам, како е можно воопшто да копаат дупки, а без тоа никој да го забележи од вработените? Како е можно во објектот во кој се чуваат диви потенцијално опасни животни да нема елементарен надзор или безбедносни протоколи? Јавноста бара одговори, чека одговори и во меѓувремено видовме животните ја платија со живот за овие пропусти во самата институција. Според информациите, белите волци избегале од своето живеалиште, така што ископале дупка под оградата. Откако биле забележани, на вработените им биле потребни неколку часа да ги заловат и вратат волците назад. На видео објавено од Анима Мунди се гледа самото живеалиште на белите волци, кое е импровизирано со мрежа и од кое без поголеми пречки волците успеваат да копаат под оградата. Од Анима Мунди бараат зоолошката итно да биде затворена и да се направи инспекција на сите живеалишта и безбедносни системи, и истата да биде претворена во спасувачки и рехабилитирачки центар на животните, наместо како што велат, да се внесуваат нови животни, на место кое не ги обезбедува законските и стручните стандарди за нивно чување и нега.